Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на ова емисија, почитувани гледачи, акцент ќе ставиме повторно на образованието. Го посетивме основното училиште Христо Узунов од селото Другово Кичевско, каде што поразговаравме со директорот за сите активности кои што ги има ова основно училиште во овој период. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе зборуваме и за одржаните хуманитарен базар и хуманитарен концерт во организација на неформалната група Вреди да се од Кичево, каде што се собраа средства за помош за настраданите од поплавите кои што беа зафатени во Скопскиот регион. Акцент започнува. Следете не. Во ова издание на Акцент ќе ви го представиме основното училиште Христо Узунов од Другово Кичевско. Училиштето успешно ја започна новата учебна година, а за се она што е актуелно во училиштето разговаравме со директорот Милчо Даниловски. Како што знаеме, учебната година започна пред 5-16 дена. Нашето училиште целосно е подготвено. Значи, ние во изминатиот период пред почетокот на учебната година се подготвувавме за успешно да ја започнеме оваа учебна година и направивме целосна подготовка. Сите простори во училиштето ги варосавме, очистивме, средивме, како во централното училиште, така и во трите подрачни училишта во селото Србјани, во Брждани и во Подвис. Овде исто така сакам да напомнам дека во централното основно училиште, благодарение на проектот што го добивме од меѓународниот корпус, целосно е санирана и се реализира проектот за опремување на една училница, значи со комплетно мебел, електронска табла, прожектор, целосно саниран подот и ред други работи што се предвидени со тој проект. Исто така искористивме со овој проект можност да ги санираме и другите уште 3 училници во кои беше оштетен подот, значи во овој дел. Инаку целосно сите простори се дезинфицирани, дезинфекција извршена е, дератизација исто така и во централното и во подрочните училишта. Исто така можам да кажам дека во летниот период успеавме, имавме ние еден горлив проблем со атмосферските води во нашето училиште, бидејќи рамниот покрив на двата дела од училиштето е оштетен, значи лимовите беа оштетени дотраени, меѓутоа ние успеавме со своји со вработените, посебно техничкиот персонал, значи успеавме да ги отстраниме сите тие проблеми, значи покривот е целосно поправен, така да изминатиот период знаеме дека имавме и обилни дождови, така и се покажа дека е успешна таа работа завршена. И можам да кажам дека исто така во летниот период успеавме да го средиме и санитарниот чвор во селото Брждани. Таму исто така е целосно реновирано, опремено и така да учениците можат оптимално да го користат и тој простор. Исто така сакам да кажам дека учебната година, значи новата учебна година 2016-2017, ја започна 142 ученици во нашето училиште, од кои се 15 ученици во подрачното и останатите се во централното. Инаку нашето училиште во централното работи во 2 смени, значи во прва и втора смена. Во прва смена се ученици од 6 до 9 одделение и од прво до 5 одделение во втората смена. Бидејќи ние сме рурална средина, бидејќи превезуваме ученици од многу села од целата Копачија од овој дел и негде околу 70% од учениците ги превезуваме секојдневно од Другово до нивните домови, до тие и од другите села. Сакам да потенцирам дека успеавме исто така двата минибуса кои беа се и тие над 25 години стари, успеавме во овој период до почетокот да се сервисираат и да бидат безбедни за превезување на нашите ученици. Можам да кажам
дека во споредба со минатата учебна година во прво одделение, да се пофалам, дека имаме зголемување на бројот на учениците, бидејќи во минатата година имавме 14, а ова година имаме 18 ученици, и така како што забележуваме дека од година во година расте бројот на ново запишани првоодделенци во овој дел во нашето училиште, во Христо Узунов. Дека имаме квалитетен наставен кадар, говорат бројните успеси што се постигнуваат во изминатиот период, и јас сум горд како директор што имам квалитетен и стручен наставен кадар. Имаме постигнати на минатогодишните надпревари, значи имаме освоено и први места, втори места и трето место, дури имавме и на државно ниво освоени солидни резултати. И на меѓународните надпревари учествувавме што се од Кенгури и од Нумерос. Овде би сакал да потенцирам дека на проектот, и денеска имавме исто така реализација на еден проект што е со читање до лидерство, би сакал да го потенцирам успехот на нашиот тим, што и да им честитам за големиот успех. Тој е проектот предприемништво или така наречен СИЦЕЛ проект. Ние, тим од наставници заедно со мене, од 16 до 19 октомври ќе учествуваме на завршниот дел од овој проект во Шибеник, значи во Хрватска. На тој проект ќе учествуваат 500 делегати од цела Европа, меѓу кои треба да презентираме и ние се она што имаме сработено во изминативе 2 години, значи заедно со личната карта на училиштето и комплетно она што е работено ќе се реализира, ќе имаме свој штанд тамо и презентација пред 500 делегати во Шибеник. Основното училиште Христо Узунов од Кичевското село Другово беше домаќин на проектот Со читање до лидерство, кој е организиран од страна на Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, која веќе 20 години работи во областа на раниот детски развој и образованието во Македонија. Проектот има за цел да ги процени и подобри јазичните и математичките вештини и писменоста кај учениците од почетните одделенија. Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, која веќе 20 години работи во областа на раниот детски развој и образованието во Македонија. Во моментот го спроведува проектот кој што е финансиски поддржан од УСАИД и го нарекуваме проект на УСАИД Со читање до лидерство, кој што има за цел да ги процени и подобри јазичните и математичките вештини, писменоста кај дечињата од почетните одделенија. Значи работиме со учениците од прво до трето одделение, од сите основни училишта во Република Македонија, но работиме на подобрување на педагошките вештини на одделенските наставници, стручната служба во училиштата, родителите и вклучување на целата заедница за да ја подигнеме свеста за важноста на овие почетни базични јазични математички вештини за понатамошниот успех на дечињата. Значи, денес сме во основното училиште Христо Узунов во Другово со една од нашите активности. Во рамки на овој проект имаме подготвено библиотека на тркала, која што представува специјално пренаменето возило, комбе, полно со сликовници, со аудио-дигитални сликовници кои што дечињата имаат можност да ги проследат на ТВ приемник, математички интерактивни игри, и заедно со оваа библиотека на тркала еве веќе трета година патуваме низ државата и ги посетуваме сите училишта, па дури оние најоддалечените, руралните, планинските места, особено имаат предност тие подрачја од државата, бидејќи тие дечиња најчесто немаат толков пристап до јавни библиотеки, градски библиотеки и до ресурси за учење. На учениците им беше представена така наречената библиотека на тркала, сместена во специјално наменето возило комбе, полно со аудио-дигитални сликовници, кои што учениците има можност да ги проследат на ТВ приемник во форма на математички интерактивни игри. Основното училиште Христо Узунов во проектот се вклучи уште од 2014 година. Проектот Со читање до лидерство, проект кој што е организиран од Фондацијата Чекор по Чекор, е спроведен значи од страна и финансиран од страна на УСАИД, како и многу проекти во нашето образование кои што ги финансира УСАИД. Овој проект го започнавме некаде 2014 година, пред 2 години, каде што започнавме со обуките за двата инструменти кои што моментално ги спроведуваме, значи во нашето училиште. Тоа се двата инструменти ЕГРА и ЕГМА.
Всушност, целта на овој проект е да се провери и да се поттикне на повисоко ниво писменоста кај децата, и тоа по македонски и по математика. Значи, по македонски јазик имавме проценка кај децата од второ и од трето деление. Тоа е, значи, преку инструментот ЕГРА, а преку инструментот ЕГМА децата ги проценувавме со знаењето, значи, преку инструментот ЕГМА. Значи. Сега, овој проект е многу интересен заради тоа што нуди доста креативност и доста иновативност во нашето училиште, преку многу активности кои што ние ги спроведуваме во самото училиште. Освен тие обуки што беа со двата инструменти, моментално почнати се и обуките за професионален развој за наставниците во нашето училиште, и тоа наставниците во оделенска настава. Како што кажав претходно, опфатени се наставниците од прво до трето оделение моментално, а подоцна ќе продолжиме и со оние до пето оделение. Денес имавме и подвижната библиотека, која што ни дојде кај нас на гости и оди кај секој училиште кое што е вклучено во овој проект, и ова подвижна библиотека ги вклучи учениците од прво, второ и трето оделение. Со учениците работеа преку дигитална технологија, преку приказ на цртани филмови, на некаква приказна, каде што подоцна бара од учениците повратна информација, на некој начин да им биде интересно на учениците. Понатаму, со нашиот наставник по англиски јазик, кој што е преку мировен корпус, со кој договор има подпишано мировниот корпус и дојден е од Америка, Брайс Дейвис, кој на децата им читаше денес приказна од различни сликовници за на децата да им биде поинтересно. Значи, ова е дел од активностите кои што се случуваат во овој проект со читање до лидерство. Сега, овој викенд, во сабота, на 17.9 имаме обука за предметот математика, математика плюс, и ќе учествуваат тројца наставници оделенски, значи од оделенска настава, и исто така целта од таа обука ќе биде да наставниците, значи, да се дообучуваат и на некој начин она што ќе го слушнат таму и што ќе го вежбат, подоцна да го пренесат кај самите ученици. Како што кажав, ние со двата инструменти ЕГРА и ЕГМА ќе продолжиме да работиме. Јас како психолог ќе ги вршам проценките и во оваа година, и при тоа можеби ќе бидат опфатени оние ученици од четврто оделение. Многу интересно е за овој проект што самата фондација Чекор по Чекор ги вклучува и родителите, така да и родителите да бидат запознати со активностите кои децата ги работат и при тоа да им бидат поблиску до она кои што подоцна, оние вештини кои што подоцна ќе ги научат, а ќе ги применат понатаму во нивното образование. Исто така, како и денес, така и понатаму во активностите ќе ги вклучуваме и членовите на локалната самоуправа. Значи, денес имавме гости исто така од локалната самоуправа, така да некои информации кои што им се потребни на учениците, а можат тие да го образложат или да помогнат преку информативен центар, да им помогнат и на учениците и на нас како училиште. Овој проект ќе продолжи понатаму и при тоа, како и по денешниот разговор со тимот од Чекор по Чекор и од овој проект со читање до лидерство, продолжуваме со наредни активности. Закажавме средба и во октомври, каде што ќе има еден настан во Скопје, така да тука не завршува овој проект. Јас би сакала да се надоврзам на други проекти кои што ги работиме во нашето училиште. Еден од поактивните и оној кој што ќе ни донесе и нас успеси, верувам, е Сицил проектот. Тоа е проект за предприемништво, кој што го спроведуваме веќе 3 години и го спроведуваме на наставата по англиски јазик, по германски јазик и македонски јазик, и при тоа веќе имаме завршено
Поред претходно подготвен акционен план, ги завршивме сите активности. Нашиот тим од Сицил проектот веќе беше еднаш во Хрватска, во Загреб, каде што имаше преглед и споредба, компарација на нашето училиште и со нивното училиште и пренос на нашите материјали и изработки кои што сме ги изработиле за предприемништво и укажување од нивна страна дали сме на прав пат, а навистина сме на прав пат. И токму поради тоа и оваа година одиме на кампинг од истиот проект во Шибеник, Хрватска, при што таму ќе презентираме се она што сме го работеле во нашето училиште за тој проект, Сицил проектот, кој што е финансиран од Европска Унија и токму таму ќе имат, поради тоа што е финансиран од Европска Унија, ќе имат 500 делегати, меѓу нив е и нашето училиште, како представници од Македонија, наравно. И при тоа, значи, она што ни е наложено да изработиме презентација која што ќе ја презентираме таму за сето тоа што е сработено, а истовремено и ќе имаме наш штанд, каде што би ги представиле нашите изработки и сето она што досега ние сме го направиле кај нас. Овој проект е многу битен за нашите ученици и можат понатаму да го користат за предприемништво во секој сектор понатаму во животот, не само додека се образуваат децата, значи понатаму и во иднина ќе им требат и за барање на работа, доколку некој од учениците се вклучи во некој бизнис сектор, многу ќе имаат помош, затоа што ние учиме некои креативни и иновативни работи, например правење на постер картички, ги запазуваме празниците, па за секој празник како нешто иновативно да се сработи, како од хоби, например на некоја ученичка или ученик, ако има некоја хоби, па може да им прерасне понатаму во професија, примена на нашите наставни помагала, па да можат тие наставни помагала да ги применат и понатаму со иновативност. И токму поради тоа сме горди што го спроведуваме овој проект и се надеваме исто понатаму ќе го продолжиме. Имаме и други проекти во нашето училиште, имаме екопроект, исто така работиме со наставниците по биологија и по природни науки. Понатаму работиме нормално, како и секое училиште, затоа што тоа ние под Министерство на образование го спроведуваме се уште проектот и мислам и континуирано редовно во наставата ќе биде проектот за меѓуетничка интеграција, кој што и овој проект даде вроди плод. Децата понатаму знаат како умешно да се однесуваат и учат како правилно да се насочат при односот со другите националности, значи другите ученици, а подоцна веќе ќе станат и возрастни, значи во општеството да имаат еден рационален однос и како и културата која што досега ја учеле, ја гаеле значи од дома, од домашното семејство, во училиштето, а така и во општеството да ја применуваат меѓуетничката да речем интеграција, затоа што нашиот град Кичево е мултикултурен град. Ова е трета година откако се спроведува овој проект, финансиски поддржан од УСАИД, со предност на основните училишта во руралните и планинските места кои имаат помал пристап кон јавни библиотеки и други ресурси за учење. Во организација на неформалната група Вреди да си од Кичево, изминатиот викенд беа одржани 2 хуманитарни настани за помош на жителите од поплавените населени места во Скопскиот регион. Со поддршка на повеќе невладини организации и бизнис секторот од Кичево беше одржан хуманитарен концерт, како и хуманитарен базар на кој посетителите купуваа најразлични ракотворби и храна. Неформалната група Вреди да си од Кичево во рамките на своите активности во Кичево организира хуманитарен концерт за помош на настраданите лица од поплавите кои што пред околу 1 месец се случија во Скопскиот регион. Веднаш до мене господја Ирина Стојановска, член на неформалната група Вреди да си од Кичево. Кажете ми, која беше идејата токму да се организира ваков хуманитарен концерт и од каде се ова што е организирано? Имаме хуманитарен концерт, имаме хуманитарен базар каде што се изложени повеќе продукти кои што се продаваат. Значи, неформалната група Вреди да си од Кичево, која веќе функционира на ниво на Кичево скоро 3-4 на округло години. Составена е од сите етнички заедници кои што живеат на ниво на Кичево, значи македонци,
турци, албанци, роми, власи, срби и сите тие се членови на ова неформална група. Нашата неформална група реши да помогне на сите тие настрадани за време на поплавите во Скопско, со помош на Центарот за развој на заедницата, кој е институционален грантист на Цивика, заедно да организираме овај хуманитарен базар и хуманитарен концерт, во кој што исто така ни се вклучија и Црвениот крст од Кичево, исто така ни се извидничкиот одбор одред Мирко Милески од Кичево и извидничкиот одред Башкими од Кичево. Сите тие се вклучија заедно со нас да го организираме овај хуманитарен базар и хуманитарен концерт. На базарот се приклучија и граѓани на ниво на Кичево, кои што со своите дела сами направени во домашна атмосфера ги продаваат на овој базар и тие пари ќе бидат наменети за поплавените во Скопскиот регион. Дали е ова прва ваша хуманитарна активност како неформална група или имате можеби предходно нешто реализирано на ваква основа? Исто така имаме и на ниво на Кичево реализирани други активности, хуманитарни, но сепак ова е малце поголем настан кој што сакавме да го одбележиме и да покажеме и да докажеме дека на ниво на Кичево има совесни граѓани, односно сите кичевчани се совесни и сакаат да допринесат за помошта на настраданите во Скопскиот регион. Во вечерашниот акцент разговараме со уште еден член на неформалната група Вреди да си од Кичево, тоа е господјата Сузана Тасевска, која што е иницијатор на овој вечерашен настан. Господјо Тасевска, како течеа организаторските работи околу овој хуманитарен настан вечерва во Кичево? Сигурно дека претходеа големи подготовки. Да, јас сум член на оваа група Вреди да се од Кичево и сум една од основачите на оваа група и многу ми е драго што се прифати мојата иницијатива, мојата идеја да се организираат повеќе настани за да им помогнеме на луѓето кои што настрадаа во поплавата во Скопје. Така да сметам дека сите тие состаноци кои што ги одржавме заедно во Цивика, сите тие подготвителни моменти, прибирање на сите овие рачни изработки, например јас имам изготвено питулици, потоа имам ова рачна изработка, шалчето, имаме рачни миленца и така натака, гледате некои други. Пријателката има изготвено повеќе капчиња за деца. Мислам дека е многу интересно, многу шарено и се радувам што ќе собереме некои финансиски средства, што берем малце ќе им олеснеме на луѓето кои што изгубиле некој член од семејството за време на на невремето во Скопје. Секако дека ние нема да надокнадиме тие што изгубиле мебел, што изгубиле автомобил, тие ќе надокнадат на некој начин, меѓутоа луѓето кои што изгубиле член на семејството, тоа никош нема да се надокнади. Меѓутоа ние сакаме малку финансиски да им помогнеме на тие луѓе и сакаме дел од групата од овие учесници што сме овде, значи заедно кога ќе заврши сето ова, имаме значи многу повеќе акции, не е само храната и ова, значи учествуваат и Црвен крст и бизнис секторот, сите институции, сите заедно во оваа акција сме. Дел од нас ќе одиме во Скопје и ќе одбереме некои од семејствата и лично сакаме да ги доставиме до нив. Хуманитарниот базар со овие интересни ракотворби и изработки сигурно дека ќе биде и во текот на хуманитарниот концерт додека трае. Да, ова ќе остане овде додека трае концертот, овде ќе има дел од групата, така сме организирани. Значи некои остануваат овде за да може да се продадат овие прекрасни изработки од нашите вредни кичевчанки и кичевчани. Значи имаме домашни и разни, значи изработки, ајвари, питулици, гледам таму имат и куглови се. Ќе останат дел од нас овде да продава, а другите, значи така сме организирани, некој да продава карти, некој со сандаче да собира пари. Мислам дека ќе успееме со оваа убава акција и ќе биде добро на крајот. Се надевам. На овој голем хуманитарен настан имаше учесници од сите етнички заедници кои живеат во општина Кичево, кои несебично се вклучија во неговата успешна организација и реализација. Неформалната група Вреди да си од Кичево е составена од членови кои што припаѓаат на различни етнички заедници, односно сите оние етнички заедници кои што живеат во општината Кичево. Мој соговорник вечерва е и господинот Амдија Емини, припадник на турската етничка заедница. Господине Емини,
Како се одвива работата во оваа неформална група? Присуствувате, членувате, реков, од сите етнички заедници кои што припаѓаат тука, живеат во градот Кичево, еве заедно организирате еден хуман настан. Какво е чувството заеднички да се работи на ваква основа? Види, ова е големо чувство. Ние како турска етничка заедница сме активни од самиот почеток на формирање на оваа група. И НВО Гајрет Кичево, турска невладина организација, е вклучена во сите проекти што ги спроведува заедно со Центарот за развој на заедниците во Кичево. И ние сме вклучени во ова, имаме голем во оваа организација и голем допринос имаме донесено каде што сме учествувале и во други манифестации, а овде чест да се помогне на оние луѓе кои се загрозени во поплавите во Скопско и тоа е хумано нешто на секој еден човек да го стори. Не само турската заедница, тука се и другите етнички заедници, каде што имаат голем допринос. И со базарот и со овој хуманитарен концерт, мислам дека направивме едно добро дело да им се помогне на тие луѓе тамо. Можда символична е цената на собраните средства и мислам дека како еден хуман гест што го направивме во Кичево, ќе земат и другите урнек, така речено, од ова и други ќе се приклучат да сторат нешто вакво дело во општина Кичево. Еден од поактивните членови на неформалната група вреди да си од Кичево и господинот Алексо Тришовски, кој што беше вклучен во организацијата на овие хуманитарни настани по повод собирањето помош, парични средства за настраданите од поплавите во Скопскиот регион. Господине Тришовски, честитки за успешната организација и може ли еве да ни кажете во кој дел бевте вклучени вие при самата организација на овој настан? Прво, еден голем поздрав до вашава телевизија Мега. Чест ми е повторно да бидам во вашава емисија. Сега да кажам накратко, јас, како што и вие напоменавте, јас сум скоро во сите овие хуманитарни акции во градов нешто активен, а во оваа моја група вреди да си од Кичево, овај пат е зедове делот од музичкава програма, тоа е значи да ги организирам пеачите, учесниците. Па до сега, фала Богу, е се успешно, еве веќе како што можеме да видиме, народот веќе се доваѓа и се надевам дека овој настан ќе биде пример на целиот Балкан, како сите наши сите сме денес заедно, сите ќе пееме, сите ќе играме и апелирам секогаш да бидеме заедно како браќа и да правиме вакви манифестации, да помагаме каде што требат. Колку вкупно учесници ќе настапат вечерва на хуманитарниот концерт? Вечерва имаме 6 културно-уметнички друштва и од прилика до сега се околу 8 пеачи, али да видиме до крајот, можда некој ќе нема да дојде, али се надевам дека програмата ќе биде топ, супер ќе биде. Значи ние како хуманитарна организација Црвен крст на град Кичево, со соработка на Дневниот центар за деца со посебни потреби имаме изработено неколку нараквици, неколку ланчиња што ги продаваме и нормално наменетите средства заедно со сите што се тука ќе бидат применети за поплавените подрачја во Скопје. Дали ова прва ваша средба и соработка со неформалната група вреди да си од Кичево или сте соработували и претходно? Па ние сме соработувале со сите тие организации што сакаат да воено, значи што соработуваат и што прават хуманитарни работа, значи било концерти, било што и да е, ако е хуманитарно, Црвен крст е тука. На хуманитарниот базар овде во холот на Домот на културата Кочо Ранцин во Кичево вклучени се повеќе граѓани на Кичево на овој хуманитарен настан. Може ли еве да ни се представите и кој е вашето учество овде, кој е вашиот дел од овој настан вечерва во Кичево? Да, ние сме од хуманитарното добротворно здружение на ромите месечина Кичево, меѓутоа членови на неформалната група вреди да се од Кичево. Ние решиме да настапиме со литература, албанска, македонска и
турска имат, англиски некои речници, се со цел да придонесеме со повеќе некој динар да се збогати оваа активност. Денеска присуствуваме на една активност на групата Вреди да си од Кичево, а тоа е хуманитарен базар и хуманитарен концерт. Тие два настани ги организираат членовите на групата Вреди да си од Кичево и средствата кои што ќе бидат собрани ќе бидат донирани на 2 или 3 семејства кои страдаа во Скопскиот регион во поплавите, меѓутоа каде што имаше човечки жртви. Еве денес овдека нашите членови изработија ракотворби, традиционална храна која се продава на овие штандови по символични цени. Исто така имаме помош од Црвениот крест од Кичево. Овде Центарот за култура од Кичево исто така ни излезе во пресек што ни остапи бесплатно на користење овие нивни простори да го организираме овој настан. Што се однесува до хуманитарниот концерт, ќе настапат повеќе културно-уметнички друштва од повеќе етнички заедници од Кичево, мислам дека се 7 на број, и повеќе вокални солисти од Кичевскиот регион, исто така од повеќе етнички заедници, односно овде ќе имаме можност на некој начин да прозвучат сите јазици низ песна кои што се зборуваат во Кичево. Инаку, кај групата постои една идеја вакви хуманитарни настани да се одржуваат најмалку еднаш годишно, а средствата собрани ќе бидат донирани исто така во хуманитарни цели, али тога би целна група би ни била некои наши сограѓани кои што имаат ваква потреба. Собраните средства ќе бидат директно донирани на неколку семејства од поплавените подрачја во Скопје, а оваа неформална група најавува дека ќе продолжи со вакви хумани настани и во иднина. Ви благодарам што и овој пат бевте заедно со Акцент. Со нови содржини следете на наредниот вторник во 20 часот и 45 минути. Довидување.